утро, следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за тоа кој е одговорен за хаосот во јавниот превоз во главниот град, односно за предизвикот пред кој се исправени скопјани секојдневно да стасаат навреме на работа во услови кога јавното сообраќајно предпријатие Скопје има проблеми со долгови, односно со неисплатени плати и не се знае дали и кога повторно ќе протестира. Гости во студиото на оваа тема се двајца членови на Советот на град Скопје, Марија Андоновска од ВМРО ДПМН и Гордан Шутаров од СДСМ. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, поздрав до гледачите. Ете, првото прашање нека биде директно и така од ваш аспект, кој е одговорен за хаосот што се случи деновиве, се повтори минатата година и во повеќе наврати се повторува во последниве години кога станува збор за јавниот градски превоз. Андоновска, повелете? Видете, многу повеќе од јасно е кој е одговорен. Одговорен е градоначалникот на Скопје, Арсовска, и одговорен е менеджментот, тоест директорот на јавното сообраќајно предпријатие. Ние повеќе од година и пол апелираме до јавното предпријатие и до градоначалникот дека ова предпријатие се соочува со одреден потешкоти во работењето и ние како одговорни советници, тоест избрани од граѓаните, како одговорна советничка група, сакаме да излеземе во пресрет и да помогнеме на сето тоа. И ова не е само декларативно сега вака да го зборуваме, туку ова можем да го подкрепам со докази, а тоа е дека ние на повеќе седници бараме информација за работењето на ова предпријатие. Точно пред 14 месеци, во декември, на седница, бидејќи не можевме на останатите седници кога имавме точки за ова предпријатие да обезбедиме информации, ние побаравме седница на која што ќе имаме посебна точка како би можеле да разговараме за состојбата во јавното сообраќајно предпријатие, поттикнати нели од проблемите кои што секојдневно ги слушаме од граѓаните. На оваа седница, замислете, не се појави директорот. Не добивме никаков одговор ниту од градоначалник, ниту од директор. Сакавме да зборуваме за финансиската состојба на предпријатието. Сакавме да зборуваме за возниот ред на автобусите, зашто ти е доцнат по толку, зашто ги нема. Сакавме да зборуваме за се она со кое што е одговорност и обврска на директорот и на градоначалничката, е поврзано со квалитетниот јавен градски превоз. Ние не добивме одговор на таа седница на која што имавме посебна точка за да расправаме. За ова и да ги решиме работите. Јавното сообраќајно предпријатие има и управен одбор. Добро. Со 12 членови, од кои поголемиот дел се ваши предлози? Вака, јас не ги познавам членовите, но се обидувам да стапам во контакт со кој ги избира членовите на управен одбор? Советот ги избира членовите. На предлог на мнозинството? На предлог на мнозинството, дали овие членови се предлог на ВМРО ДПМН? На управен одбор? Овие членови се избрани едногласно од Советот на град Скопје. На чиј предлог? И сите ние како советници можеме да исконтактираме со нив, можете и вие како новинари да исконтактирате и ќе дојдете до истото она што јас ви го кажувам, не само што ние немаме информации, нема информации ниту управниот одбор. Звучи нелогично, луѓето кои вие сте ги избрале да не можат да ви ги достават финансиските извештаи. Затоа што и на нив не им се доставувани. Не знам дали вие гледате што се случува, имаш управни одбори каде што буквално не беа пуштани истите да одржат седница на управен одбор од директорот на јавното предпријатие. Тоа го имавме пред месец дена. На веб страницата на јавното сообраќајно предпријатие се постирани сите извештаи за финансиското работење. Добро, дали ги имате прочитано тие извештаи? Да. Тие извештаи не ја кажуваат вистинската. Не ја кажуваат вистината и не го кажуваат она што ние сакаме да дојдеме, тоест главниот проблем. Тие се многу штури. Да ги прочита и директорот сам не си ги разбераве, сега видовме дека излезе директорот на седница и кажува нешто што практично го има во извештаите кои што тој го дал, а тој вели таму го нема. Значи ни тој не знае што има во тој извештај. Тој извештај не е доволен за да отслика целосната слика во тоа јавно предпријатие, но има решение. Ние сме спремни, подготвени во секое време да седнеме со нив заедно, не само како советничка група, цел совет, нека има представници од сите политички партии. Тоа е она која што покажува искреноста дека сакаме некој проблем да биде решен. Зошто тие бегаат од тоа? Зошто не сакаат да се соочат со нас? Зошто не сакаат да не ги... Па видете сега, многу е логично. Ако некој бега од нештата и не сака да ви ги предочи документите, нели, за сето тоа, значи нешто крие. Ако јас сум во право, јас прва ќе трчам
да седнам и да поберам помош, да им го објаснам тоа дека сум во право на сите, а не да бегам. Шутарот, се согласувате со оценката на Андоновска дека градоначалничката Арсовска и директорот назначен од неа е одговорен за хаосот во јавниот градски превоз во Скопје? Па вака, мене ми е искрено жал што во 21 век во модерна ера на живење зборуваме за потешкоти во работењето на јавното сообраќајно претпријатие, наместо да зборуваме за модернизација, односно за реорганизација и за некои поголеми зафати инвестиции кои што јавното сообраќајно претпријатие би требало да ги направи за да го олесниме начинот на функционирање на граѓаните кои што највеќе го користат јавниот превоз. Сега мене ми е многу чудно, бидејќи кога јас сум и колешката Марија сме прв пат како членови на Советот на градот Скопје, кога се воспостави таа новата градска администрација со градоначалничката ново мнозинство во Советот на градот Скопје, во ЈСП беше све идеално. Најдобриот директор беше, извештаите беа одлични, се ветуваа, знаеме, и бесплатни јавни превози, нови автобуси, но меѓутоа после година дена не се почека ниту неколку седмици, туку веднаш се сврти вниманието кон градоначалничката и кон директорот на јавното претпријатие. Се смени и неколку директори на јавното сообраќајно претпријатие и мене ми е многу чудно настапот на мнозинството во Советот на градот Скопје, бидејќи како што кажав, на почетокот све беше идеално, све функционираше како што треба, тие беа најдобрите, немаше никакви проблеми за доделување за субвенции, за сега после година и половина, две, да зборуваме дека таму се случувале како што и самите милуваа да кажат определени криминални дејанија. За тоа постојат институции. Основното јавно обвинителство постапува и по допрен глас и по поднесена кривична пријава. Ја би ги охрабрил сите кои што сметаат дека има определено пречекорување на надлежностите од страна на менаџментот во јавното сообраќајно претпријатие и од страна на градоначалникот, како орган извршна власт во градот Скопје, слободно да си поднесат и институциите до крај да ги истражат сите работи. Но меѓутоа во однос на субвенциите, тие постојат од 2008 година, кога за прв пат се воведува на некој начин, да кажам, бесплатен превоз за пензионери. И во првата година од воведувањето на тој бесплатен превоз за пензионери, истите субвенции изнесуваат 260 милиони денари. Сега понатаму нормално. Јас сум генерација која што доаѓа како студент кој што немаше бесплатен превоз. Тоа беше наша генерацијска битка, да кажам, да се избориме како студенти да добиеме бесплатен превоз. Годината кога заврши факултет, наредната година се воведи тој бесплатен превоз и мораме да бидеме свесни, бидејќи се веќе тоа голема група на граѓани, пензионери, студенти, средношколци, лица со попреченост, инвалидност, кои што имаат реална потреба да го користат превозот и да се возат, услугите да ги користат бесплатно, мораме да бидеме свесни дека таа сума на субвенции се зголемува. Во 2014 Долг и опширен вовед, не ми одговоривте директно на прашањето. Кој е одговорен за хаосот што се случуваше денови? Па сега, кој е одговорен? Видете, многу е широка темата за разговор, кој е одговорен. Советот на градот Скопје е основач на јавното претпријатие. Јавното претпријатие има свој менаџмент. За да нема вакви ситуации во јавното сообраќајно претпријатие, треба Советот, менаџментот на јавното сообраќајно претпријатие да работат како едно. И Советот има определена, да кажам, одговорност во целата оваа ситуација. Зошто? Бидејќи Советот ги донесува сите акти кои што се за значење на јавното сообраќајно претпријатие. Ние ако не донесеме ниту еден акт кој што е во значење за јавното сообраќајно претпријатие, ние сме индиректно одговорни или директно одговорни, како сакате да кажете, бидејќи не гласаме субвенции, не правиме определена реформа на јавниот превоз, како што се залагаме и ние. Ја споделувате одговорноста со сите советници, со сите советнички групи од сите политички партии. Па сега јас ќе ви кажам стрикно за овие 2,5 години кога сум член на Советот на градот Скопје, ние активно се залагаме за нов концепт кој што граѓаните веќе го знаат, познат е проектот, тоа е Bus Rapid Transit системот. Ке ве прекинам со еден цитат од една ваша пресконференција од вчера. Локалната власт на ДПМН создаде хаос во јавниот превоз во Скопје, ЈСП го доведе на рапна функционалност, да нема автобуси, граѓаните да не можат да стигнат никаде на време и вработените да не можат да земат плата. Ова се ваши зборови од вчера. Така е, дефинитивно. Денеска ретерирате, малку се преиспитавте, па решивте да ја споделите со ДПМН одговорноста за хаосот? Па не можам да ја споделам одговорноста со ДПМН, бидејќи ДПМН го има мнозинството во Советот на градот Скопје и за сите одлуки се прошуваат они. Кога требаше на 17 јануари на ворена седница да ја донесеме оваа одлука за субвенции за да не дојде до протести на вработените, до штрајкови, да нема автобуси, тогаш мнозинството предводено од ВМРО ДПМН излезе од седницата и ние не можеме да донесеме никаква
одлука. И сега ние стоиме на располагање цело време на наша иницијатива и иницијатива на другите советнички групи, свикуваме нови воредни седници за да излеземе во пресред на граѓаните. Но меѓутоа кога нема никаква добра волја од другата страна, односно од мнозинството кое што го предводи ВМРО ДПМН на чело со председателот Трајко Славевски, тогаш ние не можеме како советнички групи кои што се помалку застапени во Советот на градот Скопје да направиме определена промена. Антоновска, зошто нема добра волја ако досега се истурале субвенции без контрола, како што кажавте во претходното излагање? Што беше спорно сега тие субвенции да се доделат, односно советниците од вашата политичка партија да кренат гласа и да гласаат да ја поддржат одлуката за доделување субвенции за плати? Прво ќе ми дозволите да споменам нешто што овде изнеса колегата, а тоа дека ВМРО ДПМН е позиција. Во град Скопје тоа не е точно. ВМРО ДПМН нема ниту еден директор. Оние кои што имаат директори се некои други партии таму. Ајде да расчистиме прво тоа, кој е на власт во градот Скопје? ВМРО ДПМН не е на власт во град Скопје. Може само малце кратко. Така да, вие... Кој е на власт, кажете ни? Значи, и граѓаните се збунети. Кој е на власт во град Скопје? Во град Скопје е на власт оние кои што имаат директори од своите политички опции во јавните предпријатија. Ние немаме директори. Ние имаме, можеби имаме членови на управен одбор кои што исто така како нас немаат информации, тие не се во состојба да одржат седница на управен одбор заради тоа што им се затворени вратите. Но тоа не им пречи да земаат хонорари месечно? Епа, треба да се јавите да ги прашате дали земаат. Јас според моите информации знам дека и тие не им се исплатени. Добро, има ли потреба јавното сообраќајно предпријатие да има 12 членови на управен одбор? Тоа е веќе друго прашање кое што треба да го разговараме. Да се навратам на она што го прашавте околу субвенциите. Повелете. Субвенциите, да. Уште од времето на Коце јавното сообраќајно предпријатие добивало субвенции, но разликата е огромна. Во времето на Коце субвенциите кои што ги добивало јавното сообраќајно предпријатие се замислете од 100 до 150 милиони. Како идат годините, тоа се зголемува. Јас само ќе се задржам на последниве неколку години. Во 2021 имало 485 милиони. Во 2022 525 милиони. И тука предпријатието оваа година ја завршува без загуба. Што се случува понатака со изборите на Данела Арсовска за директори на тоа предпријатие? Во 2023 година Советот на град Скопје дава 740 милиони ново јавно предпријатие. Од друга страна, речи си двојно од 2021. Од друга страна се појавува огромна загуба. Над 300 милиони има загуба. Истата таа година, во ноември месец, на 14 ноември, има седница каде што директорот на јавното сообраќајно предпријатие излегува со истата оваа реторика што имаше со истиот вокабулар и исти одговор. Вели, дајте пари за вработените, немаме за ноември и декември месец. Неколку пати беше прашан дали со тоа ќе затвори годината, дали ќе земат плата работниците за ноември и декември. Тој рече да, ќе земат. За после не цел месец, за после неколку месеци да дојде и да вели дека нема исплатено плата за декември месец. Што ми е зборот? Субвенции постоеле и ќе постојат. Потешкоти веројатно секаде има, но треба да постои желба тие потешкоти да се решат. А тука јас не гледам ниту желба, ниту мотивираност, не знам дали има знаење, а од кои причини сето тоа го прави менеджментот, треба да ја објасне на јавноста. Советот дали има одговорност? Да, Советот ќе има одговорност, тогаш, во тој момент, кога ќе биде повикан, кога тие ќе ни одговорат на нашето барање, кое што сме го имале на седница уште пред 14 месеци, дека треба да седнеме заедно со нив и да ги видиме и да ги решиме проблемите. Ние не добиваме ниту едно ливче како информација, камоли тие да имаат желба да седнат со нас. Што кријат тие? Каде се овие пари кои што Советот постојано им ги дава? Вчера директорот на јавното предпријатие на телевизија јавно ве повика сите советници, ќе одвоел колку треба време за да објасни се што се бара од него. Не знам зошто не можете да стапите во јас денеска од овде јавно го повикувам директорот да не повика кај него на состанок со целата документација да разговараме и сето тоа да е јавно и транспарентно. И пред медиумите, пред нас, пред граѓаните да видиме и да ги расчистиме работите. Јас го повикувам директорот да одвои време. Не се доживувате како власт во Советот на Скопје. Математиката вели 16 советници има ВМРО ДПМН, од кои председавачот на Советот од вашите редови, наспроти 11 членови советничка група на СДСМ. Мнозинството е 23. Мнозинството е 23. Кој го сочинува, како се стасува до мнозинство е
од тие 16 до 23, кој гласаше за да поминат субвенциите ако ВМРО-ДПМН не гласаше? Кој ве надгласува во Советот на Скопје? Па видете, тоа е една друга коалиција која што е вака на некој начин условно формирана во град Скопје. Тука се Социјалдемократскиот сојуз, ДУИ, Левица, ГРОМ и уште некои од поситните партии, помалите партии. Шутаров во коалиција сте со Левица и со ГРОМ на локално ниво во Скопје? Па не би можел да кажам такво нешто заради тоа што такво нешто нема. Едноставно Како успеавте да ги изгласате субвенциите? Па, и од страна на советничката група наша, односно на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, и од страна на Левица, и од страна на ДУИ, и од страна на представници од Зелен Хуман град и од страна на независните советници имаше волја и имаше расположение да ги изгласаме субвенциите за да може градскиот јавен превоз да продолжи да сообраќаја или по скопските улици и да не ги оставиме вработените без плата. Сега јас сакам да се надополнам на тоа со мнозинството. Мнозинството во една да кажеме парламентарна демократија кога ќе направиме некоја споредба и со собранието. Волјата на мнозинството се изразува преку претседател на Совет. Доколку ВМРО-ДПМН тврди дека нема мнозинство, тогаш фер ќе биде и пред граѓаните, но и пред своите членови, симпатизери, но и пред сите оние кои што се засегнати од функционирањето на градот Скопје, да ги повлече од функции и претседателот на Советот на градот Скопје и членовите на управни и надзорни одбори, токму од ова мнозинство кои што се истите избрани и чим што не се мнозинство во Советот на градот Скопје, се знае кои механизми треба да се применат за да една партија се означи како опозиција во Советот на градот Скопје. Ние сме опозиција бидејќи кога сме се конституирале како Советот на градот Скопје, ние имаме 12 советници. Сега имаме 11 или пак вие може да го отповикате, односно да го развластите председавачот на ВМРО-ДПМН, ако имате мнозинство, ако можете да соберете со Левица и со ГРОМ ама не тоа некое такво изразено мнозинство, едноставно гласаме по сопствено убедување и она што треба да значи задоволување на потребите на граѓаните. Ние имаме многу точки каде што јас лично сум ги предложил како иницијативи, па не ни поминувале на седница на Совет на град Скопје. Не ве копка вас лично како човек пред се, ова што го зборува Андоновска дека субвенциите за ЈСП се зголеми речиси двојно за 2 години? Сте побарале вие очет каде одат овие пари? Ние први побаравме очет за овие пари. Побаравме ворена седница на Советот на градот Скопје кога се случи проблемот со јавното сообраќајно предпријатие со приватните превозници. Добивте ли одговор каде се пари? Не повика, имавме и сопствена комисија која што беше во градот Скопје на која што ни се дадоа определени финансиски картички како се исплаќале парите, како доаѓале парите на неделно ниво, на месечно ниво. Збориме тога беше проблемот со приватните превозници кога се тврдеше дали има долг, нема долг. Свикавме на сопствена комисија каде што надлежните од јавното сообраќајно предпријатие ни предочија определени финансиски картички и изводи од материјално финансиско работење. Има простор за сомнеш или се еврат? По тоа што јас го видов во тој момент со да кажам со приватните превозници имаше долг кон приватните превозници и едноставно тогаш приватните превозници беа во право. Не ми е јасно зошто вие би имале подобар пристап кон информациите од Андоновска од ВМРО-ДПМН. Дали вие бевте имавте вие ваши членови во таа комисија? Не, членови Председателот ја свика таа комисија, тука беше. Членови во таа комисија имаме, но пак ќе ви кажам, не е тоа доволно што го бараме. Знаете, тоа не се наши лични средства за да можеме. Затоа велам зошто за нив е доволно, за вас не е. Тоа за нас не е доволно заради тоа што ние чувствуваме одговорност чувствуваме. Значи ние заедно со таа градоначалничка одевме на луѓето и ветувавме нешто. Тоа што бевме сите изиграни и друга работа, но не значи дека ние треба сега да се откажеме, дека ги кренеме рацете. Наша обврска и понатака ќе бидеме да бидеме коректори на работата на градоначалникот и да ја штитиме градската каса и функционирањето на јавните и културните институции во град Скопје. Податоците кои што ни се даваат во моментот не се доволни. Затоа ние баравме и посебна седница и посебна точка и бараме да можеме да имаме пристап во јавното предпријатие, поотворено, потранспарентно да разговараме, бидејќи знаете како, еве и денеска после добиените средства, ако отидете по автобуските низ Скопје, ќе видите многу луѓе кои што чекаат. И денеска нема доволно автобуси за да биде тој јавен превоз унаков каков што доликува за еден главен град. И понатака луѓето чекаат по 45 минути, и понатака луѓето се туркаат во автобусите. Не е она што треба да биде. Зошто сообраќајното предпријатие со толку многу пари, повеќе од пред години, не може да ги
да ги услужи граѓаните, да обезбеди квалитетен јавен превоз. Значи имаме проблем со менаџментот. Тоа сакаме ние да го кажеме и сакаме не само да го кажеме, да најдеме решение за истото. Арсовска во својата програма изборна, кога и вие ја поддржавте, нудеше 250 нови еколошки автобуси и бесплатен автобуски превоз. Знаете како? Каде заглави тој проект? Минатата година ова време, крајот на јануари, имаше расправа во Советот, на дневен ред беше точка за задолжување на градот за набавка на нови автобуси. Да се надополнам само на колешката, да, ќе ги има и тие проблеми, ќе има гужва на автобуските станици, ќе има каснење на автобуси, но меѓутоа ние како советничка група сме кажале јавно, гласно и нашиот став го повторуваме цело време на седниците на Совет на град Скопје. Решението не е да не се изгласаат субвенции и да ги оставиме 1300 фамилии, односно 1300 вработени без плата. Не е решението да не се изгласаат субвенции и да нема воопшто автобуси. Решението кое што ние се залагаме е Bus Rapid Transit системот, за кој што има одвоено 70 милиони евра пари, односно кредитно задолжување на државата. Значи, градот Скопје нема да има никаков финансиски импакт, односно обврски кон овој проект. Само треба да го реализира. Гарантираат и владата и Министерството за финансии кога го потпишаа договорот со Европската банка за обнова и развој. Не е тој проект само за Bus Rapid Transit системот, туку и за пречистителната станица исто така се донесе закон во собранието за задолжување. И затоа ние 2 години збориме дека ни треба реорганизација на јавниот транспорт. Тоа ќе го направиме. И успеавте да ја уверите градоначалничката и го прифати Bus Rapid Transit. Да, но меѓутоа мнозинството не го прифаќа веќе неколку 4-5 седмици поред и мене ми е многу жал што доколку градоначалничката и мнозинството пред 2 години го продолжаа овој проект, денеска ќе имавме реализација веќе видлива на тој проект, вклучително на Bus Rapid Transit системот и онаа финансиска конструкција од 70 милиони евра кои што се предвидени за Bus Rapid Transit системот, исто така има и предвидено пари за 80 нови еколошки модерни автобуси кои што ќе бидат приклучен дел на линиите, односно на двете линии кои што ќе бидат на Bus Rapid Transit системот. Ова е начин, граѓаните добро го знаат тој проект, ова е начин за да направиме една реорганизација на јавното сообраќајно претпријатие, еден нов начин на функционирање на јавниот транспорт и нормално поголема достапност на граѓаните до и стимулација за користење на алтернативен превоз. Андоновска, зошто сте вие против тој брз автобуски превоз и која е алтернативата? Велите и натаму има метеж, чекаат луѓето 45 минути за автобус. Како да се реши системски проблемот со јавниот градски превоз, ако Bus Rapid Transitот не е тоа истинското решение? Дека решение има кога првиот човек на претпријатието и менеджментот на претпријатието, како и градоначалникот, нема да се однесуваат расипнички, ќе бидат потранспарентни и одговорни во работата и кога ќе бидат отчетни пред граѓаните и кога ќе покажат желба да ги решат проблемите. Тогаш ќе имаме квалитетен јавен градски превоз. Јас како што гледам, тоа не е случај во моментот. Концептот кој што го спомнувате не беше прифатен од страна на граѓаните. Тој концепт изгуби на овие локални избори, беше понуден нов концепт кој што граѓаните го избра. Но ги нема уште тие 250 еколошки автобуси. Зошто Арсовска се откажа од својата програма и го прифати Bus Transit, овој другиот проект кој што изгуби, треба да одговори таа кои се причините. А зошто ги нема новите автобуси еколошки? Тоа треба да го каже Арсовска, зашто Кој беше на седницата против задолжување на град Скопје за набавка на нови автобуси? И при тоа ние бевме против и тоа јавно и јасно го кажуваме. И ние бевме против, Зошто ама сме знаете против? како, со едно ливче, вака да ви го приложам и да ви кажам дека треба да се задолжиме за 250 автобуси, кои што средства повторно се од касата, од градската каса, од касата на граѓаните, не може. Ако јас сакам да направам таков проект, пак ќе се вратиме на тоа дека треба да се има желба од кај градоначалникот да биде транспарентен, ама целосно транспарентен. Зошто не повика таа сите нас или зошто не излезе со поголема документација на седницата да објасни и на советниците и на граѓаните како мисли да го реализира сето тоа? Не можете вие со едно ливче да барате толку многу средства. Пак ќе кажам, не се тоа наши лични средства, тоа се пари на граѓаните. Во ред, велите граѓаните ја одбраа друга алтернатива, не Bus Rapid Transitот, одбраа друго решение. 250 еколошки автобуси и бесплатен јавен градски превоз за сите. Повеќе од половина од мандатот помина, решение нема на повидок. Велите и покрај доделените субвенции кои енормно растат и се зголемуваат, граѓаните и натаму мрзнати чекаат со саати
за автобуси, тешко стигнуваат на време, автобусите се преполни, услугите се полоши, понеквалитетни. Кое е решението тогаш? Кога градоначалничката е таква каква што е, нетранспарентна доволно, еве не ги задоволува вашите критериуми за отчетност и транспарентност, ќе помине мандатот во овој мандат Советот и нема да има решение за јавниот градски превоз. Мене ми е жал, бидејќи колешка да кажа, граѓаните не го одбраат тој концепт, но меѓутоа мене ми е жал што во Македонија веќе 15-20 години ние немаме видено ниту една национална стратегија. Национална стратегија за јавен градски превоз, стратегија која што ќе биде донесена од определен состав на Совет или од определен состав на собрание, која што ќе биде почитувана од политичките елити, да кажам, кои што ја практицираат власта, без разлика дали е тоа во единиците на локалната самоуправа. Ова е поголемо прашање. Шутаров, вие гласавте така ли за буџетот за град Скопје за 2024? Да. Колку изнесува колку градот вкупно ќе потроши во 2024? Околу 700 милиарди денари изнесува буџетот, но меѓутоа ние го поддржавме буџетот бидејќи во тој буџет колку таа сума е одвоена за јавен градски превоз? Сумата е таа која што ја изгласавме за, да кажеме, за субвенции на јавното сообраќајно предпријатие, тоа се 689 милиони денари, пари за нови автобуси нема. Односно за 50 милиони денари помалку субвенции од претходната година. Тоа беше една од причината плюс, но и секако нормално дека градски превоз мора да има каков таков во моментот и дека вработените мора да се ја земат. Скопјани не гласаа за каков таков? Гласаа за Ве разбирам, но меѓутоа кога станува збор сакам да кажам и за домашното долгорочно задолжување. Зошто сме биле против, не е фер да ги излажеме граѓаните, ние сме против од самиот почеток, бидејќи во таа одлука како што беше дадено од страна на градоначалничката беше за задолжување од прилика околу 60 милиони денари. Сметаме дека со тие 60 милиони денари не може да се набават доволно автобуси и сметаме дека финансиската состојба на градот Скопје дека во тој момент не може да го издржи ова задолжување. Зошто? Бидејќи имаме концепт повторно 70 милиони евра кои што се дадени од страна на Европската банка за обнова и развој и има 80 нови автобуси. Од ова што го слушам се добива впечаток дека двете најголеми партии во Советот и ги врзуваат рацете на некој начин на градоначалничката, а потоа ја прозиваат за одговорност зашто има проблеми во градскиот превоз. Ниту вие го поддржувате за проблемите, ниту вие го поддржувате незиниот дел од програмата за набавка на нови еколошки автобуси, ниту вие тој за Bus Rapid Transit, а барате решение, односно веројатно и тоа ви е заложбата, затоа сте станале советници да ги решавате проблемите. Денеска вие слушнавте дека во повеќе наврати Социјалдемократскиот сојуз заедно со Левица, со ДУИ и со уште неколку помали партии ги имаат поддржано одлуките кои што ги предлага градоначалничката Арсовска, меѓу кои и буџетов за 2024 година. Оној кој што не ги поддржа и овој буџет е ВМРО ДПМН од причина, баш од оваа причина што во овој буџет воопшто не е развоен, во овој буџет нема капитални инвестиции за ништо, па ниту за подобрување на јавниот градски превоз. Од тие причини ВМРО ДПМН не го поддржа овој буџет кој што беше предложен. Сметаме дека овој буџет треба да ги содржи проектите за кои што заедно идевме од врата на врата со градоначалничката. Така да, еве, повторно имате на некој начин признание кој е оној кој што раководи со градот Скопје, добивате одговор на вашето прашање кој што го поставивте денеска, тоа се други советнички групи во градот Скопје, не ВМРО ДПМН. Така да и одговорноста можеби треба да се бара кај оние кои што ги поддржуваат предлозите на Арсовска. Ние не ги поддржуваме одлуките на Арсовска, така да оние кои што ги поддржале треба да дадат понатака да сносат, да поделат одговорноста заедно со нејзе, зашто ги поддржале, а не гледаме вака нешто подобро да се случува. Во нормална здрава држава и демократија не е ништо чудно ако опозицијата поддржи нешто што смета дека е за доброто на граѓаните. Но меѓутоа мене ми е жал што ВМРО ДПМН покажува дека 20 години не може да излезе од таа партиска матрица и дека ако нешто сега сме изгласале ние сме новото мнозинство, или ако јас сметам дека ВМРО ДПМН изгласало нешто во собранието, дека они направиле ново мнозинство во парламент. За жал тоа покажува само дека некои работи воопшто не се сменити во ВМРО ДПМН уште пред 20 години и сметам дека со вакви тензии кои што и со вакви кажувања од ваша страна само повеќе го продлабочуваме разделбата во општеството и
на граѓаните. Не е ништо страшно во нормална здрава држава доколку мене нешто ми се допаѓа, а е предложено од страна на позицијата, јас сум опозиција, истото да го поддржам бидејќи Се ние сме. согласувате со констатацијата на Андоновска дека буџетот за 2024 е неразвоен? Па видете, ние го поддржавме буџетот на град Скопје за 2024 година бидејќи во тој буџет како капитални инвестиции продолжуваат со изведба клучката кај Момин поток. Има предвидено средства, односно дотации од владата за изградба на подземната сообраќајница под новиот комплекс на Diamond, односно Лимак. Таа е исто огромен проект кој што треба да се направи бидејќи подземната сообраќајница веќе е изведена од страна на приватниот инвеститор, а врската на град Скопје е да ги направи приклучоците за таа сообраќајница. Продолжуваат. Интервенирате ли амандмански во делот на средствата предвидени за заштита на животната средина како се ДСВ? Не. Зошто? Бидејќи Знаете дека само 1,36% од вкупната сума што ќе ја потроши градот се наменети за заштита на животна средина? сега ќе ви кажам зашто не интервениравме, заради тоа што преходната година кога имаше буџет од 60 милиони денари за заштита на животна средина се потрошија 0,26%. И рековте и така нема да се потрошат, подобро да Нема оваа година ниту субвенции за инвертер клими, има субвенции за точаци, односно за велосипеди и за електрични тротинети, едноставно оствареноста. Ние гледаме и преходната оствареност на буџетот. Доколку гледаме дека во некоја програма има убава оствареност, но голема оствареност, да кажеме 70, 80, 90%, тогаш да интервенираме амандмански доколку се кратат на вистина да ги зголемиме средствата. Но меѓутоа да зборуваме за амандманско интервенирање, кога во преходната година сме имале оствареност на буџетот од 0,26%, сега ќе ви кажам зошто е таа оствареност. живееме во еден од најзагадените градови на светот. Точно, но меѓутоа знаете кога се донесе Доволни се програмата тие- за заштита на животна средина во градот Скопје? Во октомври. Кога одлучи Што мнозинството чекавте да ја вие 2 поддржи. години? Па ние ја гласавме од јануари. Мнозинството во октомври одлучи дека во октомври треба да ја изгласа програмата за заштита на животна средина која што презема финансиски импликации и обврски од 1 јануари 2023 година. Ние од 1 јануари 2023 година сме дале шанса, сме го дале нашиот глас за програмата за заштита на животна средина, но меѓутоа таа не помина до октомври. Тогаш се одлучи мнозинството од ВМРО да помине да ја поддржи Шторов, кога програмата последен пат сте се возеле во автобус? пред 4 до 5 месеци. И задоволен сте? Па искрено се возев со 24-ка на станица кај Вегера до Кисела вода. Автобусот дојде за 6-7 минути. Ретко се возам, јас тоа и на советот на градот Скопје сум го кажал, кога треба да одам негде, одам пеш. Генерално се движам и со мојот автомобил, но меѓутоа имам и роднини, имам и од блиска фамилија кои што го користат јавниот превоз, нон-стоп ни кажуваат определени информации, дали дошол, дали не дошол автобус, се случува и да се промаши определена на линија, но меѓутоа кога сум се возел било све. Андоновска, вие Има една користите услуги работа на која еден што превоз? ја испуштаме кога сме кај јавниот градски превоз, а тоа е дека владата исто така има долг кон јавното сообраќајно предпријатие. И Односно се Министерството за образование. И се поставува прашање сега зошто Арсовска? Зошто директорите не ги бараат овие пари? Не го бараат овој долг да биде исплатен. Еве како што можете да видите дури на промоцијата неизина беше присутен во првите редови генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз. Зошто тие не комуницираат? Зошто не е побарано од него или Вие од... како советничка од група на владата? СДСМ сте побарале во вашата партија матична која е на централно ниво на власт да се врати долгот кон Видите, годишно Министерството за образование и наука го субвенционира возењето на, односно бесплатниот превоз за средношколци. Да, еве Андоновска вели има долг, не се платени нема пари. долг, едноставно треба да се обратат и да ги видат буџетот на градот Скопје и дотациите кои што влегуваат во јавниот транспорт за средношколците од Министерството за образование и наука годишно се исплаќаат. Оваа година со новиот буџет Има долг или нема долг? па нема долг од преходната година, ако гледаме све е исплатено. Оваа година сега почна Моите месецот. информации поинаку говорат. Океј. Има долг кон приватните превозници од ЈСП или нема долг? Тоа не можам да го кажам моментално, бидејќи немаме никаква информација од градот Скопје, односно од јавното сообраќајно предпријатие за Која е финансиски просечната обврски старост према- на автобусите на ЈСП? Прилика мислам 20 на година. Андоновска, вие имате точна бројка? Вака сега јас Точна година? за тоа не би можела да ви дадам информација, ние ги немаме информациите како што ви ќе споменав. Ги има во тие Во штури извештаите што ги ги има, велите. Може би, но прочитам. јас не се сеќавам сега од која година беа, но кога ги споменавте приватните превозници,
Повторно имаме злоупотреба, тоа е свесно оштетување на буџетот на јавното сообраќајно предпријатие, како од градоначалникот Арсовска, така и од директорот. Зошто го велам ова? Заради тоа што таа ја убедуваше целата македонска јавност, кога исто така останаа граѓаните за прв пат во историјата без да имаат автобус, тој ден, кога знаете исто така имаше некакви протести, штрајкови кои што нели нормално ги оправдувам, бидејќи и ги поддржуваме вработените, тие немаат врска со сето ова, нели? Тие си ги бараат своите права и си ги бараат своите плати, но како што споменав, одговорноста е во Арсовска и менеджментот. Сигурно се сеќавате дека тогаш Арсовска излегуваше, ги обвинуваше јавните приватните превозници за некакви криминали кои што еве до ден денеска не видовме доказ за сето тоа. И воедно велеше дека ниту Скопје, ниту јавното предпријатие има долг. За пред неколку месеци да видиме судски одлуки, знаете, судска одлука излезе во јавноста дека долг постои и дека не само што треба да го врати долгот, туку треба да Скопје да плати и камати на тоа. Затоа велам свесна злоупотреба. Вие кога знаете дека имате долг кон некого, нема свесно да идете на тоа, еве кон мене да имате долг, знаете, ќе ве тужам за тоа и ќе треба да ми платите повеќе. Повторно доаѓаме до моментот заради лични хирови и некои своји други работи, дека е оштетена градската каса. Повеќе пари треба да се исплатат од јавното сообраќајно предпријатие и така тоа има тешкоти, уште повеќе. Не ми одговоривте дали користите услуги на јавниот транспорт? Не користам, но затоа имам многу пријатели, познаници и секојдневни средби со луѓето кои што не ги кажуваат ситуацијата. Штаров, слушнавме многу критики на адреса на Арсовска од Андоновска. Вие како СДСМ и лично како советник сте задоволни од работата на градоначалничката? Ние многу порано почнавме со критики кон градоначалничката Арсовска. Сега актуелно дали исто така ја критикувате или сега веќе ја поддржувате? Нашите седници на Советот на градот Скопје се конструктивни, исполнети со конструктивни критики. Нормално е ќе критикуваме за она што не ни се допаѓа, ќе пофалиме за она што ни се допаѓа. До сега немало некоја голема работа за која што ни се допаѓа за да пофалиме, но меѓутоа остануваме конструктивни пред се заради задоволување на потребите на граѓаните. Предлагаме определени решенија кои што се во интерес за сите. Не правиме поделба помеѓу советнички групи, едноставно кои сметат дека треба да преземеме нешто за подоброто на граѓаните се поддржуваме на некој начин. Имаме одлуки кога сме гласале заедно и советничката група на ВМРО ДПМН и на СДСМ, ама тоа не се спомнува бидејќи нели политичката матрица треба да се застапи. Секогаш гласаме во интерес на граѓаните, така и ќе остане. И се надевам дека определени наши предлози кои што ги даваме, кои што ги застапуваме определени наши решенија, дека ќе успееме до крајот на мандатот да ги оствариме и со тоа да излеземе малку пред граѓаните дека сме направиле нешто. Мораме да завршуваме и за крај би сакал да ја прашам што вие лично како Андоновска, како член на совет и во рамки на вашите партии и вие како Шутаров ќе истуркате како проект до крајот на вашиот мандат во 2025 година. До година на есен се нови локални избори, ќе ви истече мандатот. По што ќе останете запаметени во тој дел од вашата професионална кариера 2021-2025, со кој проект ќе може да се пофалите и да се гордеете? Пред Скопјани. Или само ќе остане овој совет запаметен по тие кавги и по... Не, видете вака, ако ги земете поднесените иницијативи од страна на советници, во овој состав има најмногу рекордно поднесени иницијативи од страна на советничката група на ВМРО ДПМН, кои што, за жал, исто така не се реализираат. Нашето е до таму. Ние можеме да поднесеме иницијатива, да поддржиме одлука, но реализацијата е на градоначалникот и на директорите на јавните предпријатија. За кој проект што сте го иницирале вие особено криво што нема да види свет? Најсвежо ми е јавното сообраќајно предпријатие. Ние имаме продолжено неколку линии на барање на граѓаните, двојка, четворка и така натаму, и воведено уште неколку нови линии, бидејќи тоа не беше во програмата. Продолжување на постоечките и воведување на нови линии. На барање на граѓаните со иницијативи ние поднесовме и донесовме одлука за истото. Донесени одлуки, не само иницијативи. Јавното сообраќајно предпријатие до ден денеска нема реализирано ниту една одлука, ниту една продолжена линија од оние кои што сме ги донале како совет, ниту една воведена нова линија. Скопје 2025. Дефинитивно, ние, како што кажав, и 2 години веќе се залагаме, тоа сакам
искрено имаме желба до крајот на мандатот веќе да видиме определена реализација на Bus Rapid Transit систем, 80 нови автобуси, Клучка Момин поток завршена, Љубљанска мост завршен, пуштен во употреба, а веќе готов мостот Генерал Михајло Апостолски во аеродром, новата подземна сообраќајница, односно двата кружни тека како нов проект во градот Скопје. Се надевам дека овие проекти за кои што се залагаме, кои што се инфраструктурни, капитални за доброто на сите граѓани, дека до 2025 година дел ќе бидат пуштени во употреба, а дел веќе ќе бидат во фаза на реализација. Ана Роска Шутаров, ви благодарам многу за гостувањето. Благодариме на поканата.